Доколку се случи нешто со Бојан Јовановски, јавно кажува, многу лица ќе бидат опфатени со кривични пријави. Многу лица ќе бидат опфатени. Кој како сака нека го свати тоа. Ова е живување. Кон кого точно се однесува оваа порака на адвокатот на Бојан Јовановски, и таа не е прва. Последниот период слушнавме повеќе акви пораки, дел од судниците и обвинетите засегнати во рекет, но и од други. Речи се и никој да не верува дека во операцијата за изнуда на пари од Роце Камчев учествувале само тројца. Се појавија сомнежи и за учество на многу други лица, меѓу кои има и за луѓе од власта. Боки 13 на едно од рочиштата се пожали дека се чувствува како политички затвореник, а испрати и порака дека камерите од неговиот дом ќе покажале каде завршиле парите од Луи Витон торбата. Оправдано се чувствувам како политички затвореник, зашто рекет се повеќе личи на арена на политичките чинители кои своите битки ги водат преку овој случај. Се чувствувам загрозено и понижено и укажувам дека добивам закани за моја физичка ликвидација. Вештачењето од безбедносната камера од мојот дом ќе покаже кој и каде замина со торбицата со парите. Ќе сведочам за сите инволвирани, организатори, нарачатели. На првото рочиште во новата година, на 3 јануари, помалку мистериозна порака кон поранешниот премиер Зоран Заев испрати екс-шефицата на СЈО, Катица Јанева. Таа честитајќи им нова година на сите присутни во судницата, упати куса порака која гласеше Заев заврши. Рекет остана на само 2 обвинети и 1 осуден, но Бојан Јовановски како сомничен се појави во нов случај, оној за Меѓународниот сојуз, каде во улога на сомничена се појави претеничката и поранешна потпредседателка на СДСМ Фросина Ременски. Во тој момент и таа испрати чудна порака кон власта, тврдејќи дека се работи за политички реваншизам во нејзиниот случај. Порачките за политички елиминации на најгруп можен начин се уште функционираат. Изборот на денешниот ден не е случаен, имајќи во предвид дека политичките амбиции на одредени лица се пресилни за да земат во предвид било какви професионални ангажмани мој во минатото. Дали сите овие пораки се индиректно упатени кон екс-премиерот Заев и неговата влада и сите на овој или оној начин произлегуваат од луѓето кои се засегнати во рекетот?